од страна на парламентарното мнозинство е доставен предлог за именување на лицето Венцо Здравески како член на Комисијата за заштита од дискриминација. Иако ова комисија треба да работи непартиски, се работи за истакнат кадар на ВМРО-ДПМН, кој во минатото беше амнестиран благодарение на СДСМ. Односно, токму овој член, кој денес мнозинството гладко ќе си го изгласа тука, е еден од оние амнестирани на кои делото им застаре токму благодарение на измените на кривичниот законник кој ги донесе претходната влада. И тука се гледа и лицемерието на сегашната власт, која во јавност манипулира дека била против погубните измени на кривичниот законник, додека токму ВМРО-ДПМН најмногу се офајди од овие измени на кривичен законник, каде над 80 функционери добија амнестија, и токму тие амнестирани функционери, еве денес вие ги поставувате за членови на комисија која треба да штити од дискриминација. Значи, ВМРО-ДПМН денес за нов член на Комисијата за заштита од дискриминација го предлага Венцо Здравески, само прокламиран ветеран, како што самиот сака да се декларира на социјалните мрежи. Понатаму обвинет во случајот Мочник, заедно со Антонио Милошовски, случај кој застаре само пред една година, што значи дека неговата невиност не е ниту судски докажана. Односно, не се работи само за партизација на ова тело, како што впрочем секојаш работи ВМРО-ДПМН, туку вие сега тука предлагате и кадар заради кој ние сме изгубиле и случај пред судот во Страсбур. Односно, овој партиски пулен беше дел и од озлогласената комисија за лустрација, поради чија работа државата има изгубено случај пред судот во Страсбур поради кршење на човековите права. Односно, ние сега тука денес собранието ќе изгласа член кој треба да ги штити граѓаните од дискриминација, кога токму Европскиот суд констатирал дека тој со неговата работа во комисијата за лустрација ги прекршил основните човекови права. И тука има и еден втор момент кој воопшто не е за занемерување кога се работи за оваа комисија за заштита од дискриминација. Јас сум лично запознаена со оваа работа на комисијата, затоа што и лично против мене се водела представка пред оваа комисија од некоја бугарска невладина. Доколку колегите не се запознаени, изминативе години оваа комисија е преплавена со представки од страна на така наречени невладини кои се дебело финансирани од страна на бугарската држава. Која е поентата на овие представки? Значи, постојано се лови говор на омраза кон бугарите во Македонија, и овие невладени системски работат преку оваа комисија да докажат дека во Македонија има некаков говор на омраза и дискриминација кон бугарското малцинство. Над 1000 представки во изминативе години се доставени токму од бугарски невладини до оваа комисија за заштита од дискриминација. Впрочем, против мене беше поднесена представка затоа што само на Фејсбук објавив кога беа протестите против бугаризација, напишав дека тогаш северџанската полиција користи фашистички методи за одбрана на бугарскиот верховизам. Тогаш оваа комисија за заштита од дискриминација се повика на европските документи за заштита на слобода на говорот и утврди дека нема никаков говор на омраза и нема никаква дискриминација кон бугарското малцинство. Сега јас со овој член кој го предлага ВМРО-ДПМН очекувам овие представки од бугарските невладини тоа гладко да поминуваат во корист на бугарската пропаганда, затоа што тоа што дознав идеолошкото минато на овој ваш член доаѓа од вашата бугарофилска струја во партијата и вие тоа многу добро го знаете. И да резимирам, авторитарниот режим во зародиш денес во собранието ќе изгласа член на Комисијата за заштита од дискриминација, кој е истакнат партиски активист на ВМРО-ДПМН, лице кое не ги исполнува нити формалните критериуми за работно искуство, обвинето лице на кое му застаре делото со контроверзни измени на кривичниот законник, лице кое било дел од контроверзната комисија за лустрација која го лустрираше еден Славко Јаневски, и лице за кое судот во Страсбур утврди дека со негово делување ги прекрши човековите права при така наречената лустрација. И сето ова доаѓа кога власта најавува некаква реформа на трулиот систем кој брутално се партизира во последниве 3 децении. Но колеги од ВМРО-ДПМН, вие не можете да го реформирате овој трул систем затоа што вие го имате креирано овој трул систем, вие екзистирате врз трулостите на овој систем кој за жал кошта и човечки животи.